Добар ден, почитувани, започува новата Телма амбуланта, реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Секоја трета жена умира од кардиоваскуларна болест, затоа што често симптомите се игнорирани од страна на пациентките или непрепознаени од страна на здравствените работници. Иако се смета дека болестите на срцето се резервирани за мажите, сепак жените во менопауза спаѓаат во најризичната група. Дали болестите на кардиоваскуларниот систем и ризиците од нив се потценети кај жените, денеска ќе ни појасни доцент доктор Планинка Зафировска, специјалист по интерна медицина, а субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Следува блок реклами, а потоа се гледаме во студиото. За кардиоваскуларните болести кај жените денеска зборуваме со доцент доктор Планинка Зафировска, кардиолог во Жан Митрев клиник. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Добар ден, Марија. Добар ден до гледачите на Телма амбуланта. Благодарам за поканата да бидам дел од вашата емисија Телма амбуланта. Овој прв петок во месец февруари, ден кога во Америка се носи црвена боја, со цел да се подигне свеста за кардиоваскуларните болести кај жената. Бидејќи така се смета дека тој ризик е всушност потценет, токму поради периодот, репродуктивниот период кај жената, дали во репродуктивниот период мажите и жените имаат ист ризик кон овие болести или пак тоа не баш така? Така, само да спомнеме дека кардиоваскуларните болести, нели за потценување за гледачите кои што можеби не знаат, се болести на крвните садови во кои што спаѓаат срцевиот и мозочниот удар. Тие се најчеста причина за смрт кај жената. Само за да имаат идеја гледачите, значи секоја трета жена умира од кардиоваскуларна болест. За компарација, 2019 година починале 9 милиони жени од кардиоваскуларна болест. Бројката на вкупно починати од COVID-19 од почетокот на пандемијата до денес е 6 милиони. Значи колков е овој товар на кардиоваскуларни болести и смртност кај жената. Зашто потребата да се подига свеста, да се едуцира населението? Заради тоа што студиите велат дека дури до 87% од овие болести можеме да ги превенираме и тоа само со едукација, подигање на свеста за навремено препознавање на овие симптоми и превенција, што би значило физичка активност, избегнување на пушењето и здрава диета. Поради ова, пожелни се вакви кампањи и едукации, емисии како вашата, за да кај жените не само кај жените, кај сите ја подигнеме свеста. Кај жените кардиоваскуларните болести се во помладата возраст, повеќе мажите се изложени на кардиоваскуларни болести. Зашто е тоа така? Како што спомена, заради естрогенот. Естрогенот не штити во репродуктивниот период, тој делува на многу нивоа и се уште се изучува и не точно изучено кои се оние дејства на естрогенот, меѓутоа докажано е дека го намалува нивото на лошиот холестерол во крвта, го подигнува нивото на добриот холестерол, прави вазодилатација, тоа е ширење на крвните садови или со подобар проток, го намалува инфламаторниот одговор, кој што е многу често причина за кардиоваскуларните болести. Понатаму исто така има и протективен ефект врз клетките на срцето, значи ги заштитува од прерано изумирање. Поради сите овие фактори, значи жените во помладата возраст, во споредба со мажите, се помалку изложени на ризик, меѓутоа страшното е тоа што во време на менопауза, како што кажа, и после тоа многу повеќе се зголемува ризикот кај жената за разлика од кај мажите. Така, во период на менопауза се менува нивото на женските хормони. И сега колку време по влезот во менопауза кај жените и мажите се изедначува ризикот за кардиоваскуларни болести, односно кога кај жените се забележува зачестеност на различни облици на кардиоваскуларни болести? Секако, студиите велат дека кај жената веќе ризикот е поголем, станува поголем него тој на мажот од 50-та година. 50-та, 55-та година. Сепак тоа зависи, не секоја жена во ист период влегува во менопауза. Се почесто и влегуваат во рана менопауза, многу порано. Точно, заради тоа и почесто се забележуваат кардиоваскуларни болести, инфаркти кај жени на помлада популација, помлада возраст. Така да зависно периодот кога жената влегува во менопауза, после тоа тој
период на перименопауза обично почнуваат првен со хипертензија, вариабилен крвен притисок и така натаму, и после тоа кога веќе ќе се исцрпят нивоата на естроген, веќе ризикот многу се зголемува кај овие жени. И сега како го проценувате ризикот за кардиоваскуларни болести кај жените? Дали кај сите е ист или пак не е таков? Не е ист кај сите жени, се разбира, кога зборуваме веќе за ризик факторите за кардиоваскуларните болести, постојат повеќе, нели, веќе ги знаеме од прилика, постојат менливи и неменливи ризик фактори. Да почнеме од неменливи. Менопауза споменавте, возраст. Точно, возраста, полот, генетиката се ризик фактори на кои што за жал не можеме да влијаеме. Значи, ако имаме во семејството некоја жена со кардиоваскуларни болести, треба почести прегледи. Така, не мора да значи жена, значи наследноста, ризикот за генетската болест се наследува и од мајката и од таткото. Се смета дека, како велиме, позитивна генетика кај една индивидуа има кога има историја на кардиоваскуларна болест кај татко под 45 годишната возраст, а мајка под 55 годишна возраст. Така да ако спомне пациентот, татко ми на 40 годишна возраст имаше стент, веќе ние го сметаме за позитивна фамилиарна анамнеза и нели позитивен ризик од страна на генетиката. И сега имаме и менливи ризик фактори на кои што колку толку можеме да влијаеме. Можеме да видиме кои се тие, најчестите ги издвоивме и ќе ги погледнеме на видеобимот, а тоа се покачениот крвен притисок, покачените вредности на мастите во крвта, шекерната болест, прекомерната тежина, физичката неактивност и постојаната изложеност на стрес. Да започнеме редоследно со покачениот крвен притисок за некоја жена да утврди дали е покачен крвниот притисок или не за време на менопаузата. Треба ли редовно да го мери притисокот или пак е доволно повремено да измери за да знае каква е состојбата? Обично жените забележуваат во тој период на перименопауза, да кажам, Кој е тој период на перименопауза? Тоа е воведот кон менопауза? Воведот, значи кога почнува веќе тој дисбаланс на хормони, почнуваат да чувствуваат некои промени во организмот и често знае притисокот да почне да варира. Значи уште пред менопаузата може да почне да варира? Така, да, баш тој период почне да зависи од генетика, нели жената ако има и од генетика од страна на мајката, жени некој пат со генетска анамнеза и со други ризик фактори знаат и порано да имаат проблеми со крвниот притисок, меѓутоа баш околу оваа перименопауза, почеток на менопаузата, почнуваат овие варијации на крвниот притисок и често за нас лекарите знае да биде малку и терапевтски предизвик, да кажам, затоа што не секој пат се со висок притисок овие жени, баш треба повремено, па лек, па пробуваме да најдеме некаква средина за да може да се тоа истретира, бидејќи најчесто ги чувствуваат симптомите, значи главоболка, топлина, не се чувствуваат убаво и така натаму, и нормално се советува да се измери крвниот притисок. Во однос на мерењето на крвниот притисок и кај младите се советува, например, барем еднаш годишно да се измери крвен притисок, чисто да не се нешто пропушти, затоа што верувајте, еве како клиничар не ретко се случува, па и скоро имав, значи, пациент млад кој што никој пат, никој пат немав тегоби, возев точак, возев ова, а тој веќе срцето дојде во фаза кога срцето е проширено, попуштено, точно заради тоа што никој пат не измерил крвен притисок, а имал. Така да препорачувањата се да се мери крвниот притисок од време на време, не мора нели тоа да биде константно како што има случаеви 3-4 пати во денот, меѓутоа зависно нели симптомите, како се чувствува, по консултација со лекар, некој пат е потребно да се стави холтер, 24 часовен мониторинг, да ги видиме тие варијации на крвниот притисок, за да можеме да размислиме евентуално за терапија. Кога зборуваме веќе за крвниот притисок, важно е да се каже дека зависно вредноста на крвниот притисок и секој пат зависно асоциација со другите крвни ризик фактори за кардиоваскуларни болести, така и пристапуваме на проблемот. Ова сакам да го кажам затоа што е многу важно, обично прашуваат кој притисок е страшен, кога се почнува со лекови. Кој е бројна вредност гранична, да речеме? Е така, значи по дефиниција нормален крвен притисок се води од 120/70 до 130/80. Да кажам, тоа е еден пожелен крвен притисок. Но тоа е 140/90, да речеме. 140/90 веќе значи хипертензија. Хипертензија? Да.
веќе по дефиниција 140 со 90 е хипертензија. Сега, многу е важно кај кога ќе го измериме овој крвен притисок. Значи не е исто ако имаме 140, 150 со 90 кај пациент кој што има диабет, кој што може би имал инфаркт, кој што може би пуши, значи кој што може би ги има сите овие ризик фактори. Или кај некој здраво лице. И кај некој здраво лице, нели здрав 30 годишен маж, може би малце обесен, може би малце физичка неактивност, седи повеќе на компјутер. Значи нема исто да пристапиме кај двата случаи. Кај пациентот, не е ни пациент, индивидуата со покачен крвен притисок, а може би нездрав начин на живот, ќе инсистираме да го промени начинот на живот. Значи доказите велат дека апсолутно кај условно здрави, млади индивидуи Со промена на начин на живот се решава проблемот. Начинот на живот проблемот. се решава. Значи се дава фора да се намали телесната тежина, да се направи рестрикција на солта во исхраната. Тоа е многу важно. Јас тоа нонстоп зборувам кај моите пациенти. Меѓутоа е тешко. Нашата храна, нашата којна, вкусна којна содржи доста сол. Значи не е само да се досоли јадењето. Има во самата храна. Во самата храна. Сите тие супи, конзерванси, суво месното што сакаме да каснеме, сирењето наше, ајвар без сирење не оди. Сето тоа влијае на покачување на крвниот притисок и верувајте, рестрикцијата на вистина доведува до драстични разлики, тоест нормализирање на крвниот притисок. Како трета препорака е физичката активност. Значи диета, физичка активност и рестрикција на сол За да се нормализира. Може сосема да се нормализира и воопшто да нема потреба да се прима никаква терапија. терапија. Следува понатаму покачени вредности на мастите во крвта. Споменавте дека естрогените всушност влијаат врз нивото на добриот холестерол во крвта, што значи дека кога ќе се намали кога ќе се намали естрогенот, секогаш по правило ќе се качи холестеролот. Нормално зависи, не е секој организам ист, ако е тоа нели индивидуа која што од старт си внимава на исхраната, нели има и такви. Најчесто морам да признам дека странските државјани кога ќе дојдат најчесто од Северна Европа, ама никој пат во крвната слика немаат покачен холестерол. Така да многу влијае и исхраната и начинот на живот. Така да кај жените генерално студиите велат дека со исчезнувањето на холестеролот, на естрогените, се покачува лошиот холестерол, а се намалува добриот холестерол. Значи делува тука, меѓутоа нормално тоа не е сепак индивидуално. Индивидуално е, зависи од нели начинот на живот кај Кои се препорачаните вредности на мастите во крвта? Исто како крвниот притисок, не значи една референтна вредност иста за сите индивидуи. Многу често малку кај нас, барем во моево искуство, имаме проблем, значи обично биохемиските лаборатории го мерат, мислам дека е врзано и со пакетите матичните лекари што ги имат вкупниот холестерол. Значи, како ризик фактор главен за кардиоваскуларните болести треба да се следи нивото на ЛДЛ холестеролот, значи на лошиот холестерол. Така да кога имаме само вкупен холестерол, не сме сигурни која пропорција е нели добар, лош, па малце сме несигурни во однос на третманот. Кога зборуваме за ризик, значи ЛДЛ холестеролот треба да го следиме и тоа не кај сите индивидуи се препорачливи истите референтни вредности. Кај пациент кој што прележал миокарден инфаркт, кој што има стент, кој што е диабетичар, ЛДЛ холестеролот треба да биде дури под 1,4. Значи студиите велат што пониско, то подобро. Значи, кај нив треба баш ригорозно да се кога некогаш ќе видат тие имаат нормална вредност, се чудат зошто имаат препишана терапија. Точно, или тој со 5 стентови, ЛДЛ-от ми е 3, а нели референтните вредности на биохемиските лаборатории велат 3 и тука настанува некоја забуна. Кај млада индивидуа, условно здрава, која што може би малце повеќе хамбургери јаде, па и 3,5 и 4 холестерол ЛДЛ, не е страшен и нема веднаш да почнуваме со терапија, него првин ќе делуваме на промена на животниот стил. Следува шеќерната болест. Дали е точно дека покачениот шеќер во крвта може да доведе до така наречен тивок инфаркт? Токму така. И што е тоа тивок инфаркт? Не се издвојуваат, меѓутоа можеме да кажеме дека може би и најсилен ризик фактор за кардиоваскуларни болести. Шеќерната болест во основа и пациентот да има само еден ризик фактор, шеќерот, ние веднаш го сврстуваме во категорија со висок ризик за кардиоваскуларни болести.
Се разбира, тука игра улога и додатни ризик фактори дали има и како е контролиран шеќерот, диабетот. Меѓутоа, дури кај тие кај што навистина дисциплинирани пациенти кои што внимаваат и диабетот одлично го контролираат, сепак стои фактот дека самата болест прави една, се нарекува ендотелна дисфункција, значи промена на внатрешниот слој на крвните садови, промена на тромбоцитите, кои што од старт многу повеќе ги предиспонира овие пациенти кон кардиоваскуларни болести, кон инфаркт, кон мозочен удар. Така да шеќерната болест е еден од, да кажам, доминантните ризик фактори за овие болести. Доколку се стави под контрола, ризиците се елиминираат? Не, тоа и спомнав, значи дури и кај добро контролиран диабет, сепак останува... Има некаков ризик, но сепак се намалува. Драматично значи, има огромна разлика помеѓу пациенти. Јас мислам, како лекар, нормално меракме кога пациентите се дисциплинирани, внимаваат, ке диабетот многу е важно. Исхраната многу е важна, регуларна физичка активност, многу е важно да се терапијата зема како што треба и така да тие пациенти можат успешно долги години да контролираат без да имаат никакви несакани ефекти. Додека пак кај пациенти со диабет, па и пуши цигари и хипертензија, навистина ризикот е огромен. И одма тие пациенти прво кога ќе ми влезат во амбуланта, уште пред да кажат проблемот што е, ја ги ризик стратификувам се, или тоа да видам колкав му е ризикот за да знам што да очекувам и според тоа понатаму се водам во однос на препораките за доиследување и терапија. Следното е прекумерна тежина. Кога проценувате кардиоваскуларен ризик кај жена, дали врз основа на начинот на кој што жената ги качува килограмите, односно се дебеле, можете да процените колкав е нејзиниот ризик за кардиоваскуларни болести. Например, дали таложи масти на стомакот или пак на бедрата, на рацете, има ли тоа некакво значење? Има улога и тоа. Прво, обезноста, тоест гојазноста, како таква, е сама ризик фактор за кардиоваскуларни болести. Нели се рачуна, се калкулира тој body mass index кој што го добиваме преку килажата и висината. Body mass index над 25, велиме дека веќе пациентот е со прекомерна тежина и советуваме да ослаби. Body mass index над 30 веќе обезност, нели, со самото тоа и ризикот не само за кардиоваскуларни болести, него и за друго се зголемува. Во однос на гојазноста, студиите велат дека има поврзаност според тоа на кој начин во кои делови од телото се таложи маста, тоест каде е дебелината, и се советува за намалување на абдоминалната обезност. Нема точно јасни си уште објаснување зашто е тоа така, меѓутоа да, обемот на струкот и кај мажи и кај жени колку поголем, толку поголем кардиоваскуларен ризик и знаеме да го измериме обемот и според тоа да калкулираме нивни ризик и да советуваме. Значи, поздрави во однос на здравје на срцето се жените што сталожат на бедрата и задникот, отколку тие што сталожат на стомак. Така, естрогенот тука исто има улога. Токму така, да. Продолжуваме понатаму физичка неактивност, седечки начин на живот, многу пати сме зборувале колку е важно да бидеме физички активност и постојана изложеност на стрес. Значи стресот може да го наруши здравјето. Апсолутно. На срцето. Психосоцијалниот стрес докажано го нарушува здравјето, тоест не изложува на ризик за кардиоваскуларни болести, не само кардиоваскуларни, тука си и канцер и така натаму. Дополнително ќе го спомнам во истава категорија и загадувањето. Тоа е исто според последните препораки и тоа има категории на земји кои што се со поголем кардиоваскуларен ризик поради загадувањето, така да за жал ние тука спаѓаме. Да, тука покрај солената храна и неактивноста сме на високо ниво. На листата. Толку така, за жал. Во однос на физичката активност, тоа е моја омилена тема. Јас толку сакам да ги мотивирам моите пациенти да бидат физички активни, затоа што и самата сум, да кажам, и зависник од физичка активност. Значи, препораките за физичка активност се да бидат најмалку 150 минути во неделата, што тоа значи... Поделено по денови. Еве, јас им велам на пациентите 30 минути, ако може, сега зависно од физичката кондиција и или кардиоваскуларната болест и така натаму, мада морам да признам, излезе и гайдлайн, тоест препораки, нели ние кардиолозите се водиме
кога третираме според наши европски и амерички препораки како да постапуваме со третманот на пациентите, последно излезе и гайдлайнс баш заради потенцирање каде колку физичка активност, затоа што се покажува дека и пациентите кои што веќе имаат кардиоваскуларни болести, болести на срце кои што порано и не сме можеле да замислиме дека ќе им советуваме да бидат физички активни, сме им се збореле, седите дома, не мрдете, сега се покажува дека имаат по-добар квалитет на живот. Се препишува како терапија. Се препишува како терапија, на рецепти се влегува во тие програми за рехабилитација и така натаму. Значи има одличен поволен ефект физичката. Но верувам дека треба да ги мотивирате пациентите кога ќе дојдат да го направат тоа. Не е доволно само да им се каже бидете физички активни. Повеќето знаат дека тоа треба да го направат. Да, меѓутоа тоа проформа како треба да се каже. Јас знам да ги мотивирам. Прво, како што кажав и јас, нели, сум љубител и на водно да се качам и точак да извозам и да вежбам. И има различни категории, нели, има жени, па не можам јас, немам каде, не знам што, вамо тамо, и тука пробувам на друг начин, нели, да ги мотивирам, пријателките, сопругот, едно друго, меѓутоа има и категорија на пациенти, несени пациенти, да кажам, и здрави индивидуи, кои што, нели, стално изговорот е немам време. И јас тоа ќе кажам. Вие немате време, што да кажам јас? Кардиолог во Жан Митрев, 2 деца, професор на факултет, студенти, а секој ден наоѓате време, секој ден? Па, искрено бидам барем 5 дена во неделата, наоѓа време. Каде? 30 минути да ги поминам во аеробна физичка активност. После тоа денот ми е многу подобро организиран, имам повеќе енергија, имам повеќе фокус да ги извршам работите. Често се шалам, подобар родител сум со децата, посмирена, релаксирана, уживаат со мене. Хормони на среќа качени. Да, и да не забораваме, нели, со физичка активност докажано се лачат ендорфините, кои што се хормон на среќа. И ќе бидеме и сите посреќни. Познавам многу кардиолози кои што се физички активни, интензивно спортуваат, очигледно познавањето на значењето на физичката активност дополнително мотивира. Само да ве прашам што вежбате еве конкретно? Па и ве спомнав, значи точак сакам да се извозам. Добра. Точак, да, наводно знам да се качам со точак. Пешки наводно имам и куќа, така да до средно водно се качувам, и дома некои вешбички. Мислам, луѓе што ме познаваат знаат дека сум голем љубител на физичка активност. Не се тоа со сати, планин, би сакала, немам толку време, еден ден можеби тоа ќе биде, меѓутоа сега за сега пробувам и успевам да најдам 30-45 минути во денот да сето тоа. Значи се што се сака, се може, тоа е заклучокот. Баш така. Да продолжиме понатаму, дали жените во менопауза кои што ќе заболат од кардиоваскуларни болести имаат поголем ризик за компликации? Студиите покажуваат дека 50% од жените кои што ќе имаат инфаркт умираат за 5 години. После 5 години. Значи имаат една поголема, да кажам, смртност од кардиоваскуларните болести. И поголема смртност во однос на мажите, прочитав. Баш така. Зашто е тоа така? Има една интересна студија направена на 2000 жени и 1000 мажи кои што прележале миокарден инфаркт и испитувани се во однос на симптомите кои што ги имале и текот и така натаму. Студијата покажала дека и двата пола имале некакво чувство на нелагодност во градите, нели, што е, да кажам, иницијален првичен симптом на ваквите болести. Не е исклучок, значи може и без тоа, меѓутоа главно градна болка, притисок, нелагодност различно го опишуваат. Сега, за разлика од мажите, кај жените дополнително често имало вртоглавица, палпитации и епигастрична болка. Сето ова направило... Нетипични симптоми се тоа? Па, видете, ве почнувате да мислите можеби и нешто друго. Буквално ви го скренува вниманието, не е јасна клиничката слика. И ова студија покажала дека кај овие жени, дури 50% од нив не биле сватени сериозно од првичниот контакт со здравствениот работник. Значи, дури 50, нели, почнале па желудник, па многу често, за жал, и тоа треба да се исто потенцира, се припишуваат овие симптоми кај жената на анксиозност и депресија. Мораме да знаеме дека и депресијата е ризик за кардиоваскуларни болести. Така да и жена и терапија која што приме не треба да, нели, помислиме депресија, анксиозност
и така натаму, и да исклучиме можност дека жената има кардиоваскуларна болест или можеби ќе развива инфаркт. Така, со оваа цел, пред неколку години имаше и доста силна кампања во Америка, кога велат think heart attack, not panic attack. Да ме помисли на срцев удар, а после тоа на панична атака. Така да мораме да ги земеме обзир тие моменти и тоа се докажано причините зашто жените подоцна биваат диагностицирани, подоцна им е пружен третманот, а знаеме во однос на третманот на кардиоваскуларните болести, времето ни е најважно ни е времето. И заради тоа поголеми оштетувања понатаму, развој на срцева слабост и ваква една фрапантна смртност кај жените од кардиоваскуларни болести. Споменавте дека жените понекогаш чувствуваат епигатрична болка, значи болка во стомакот. Дали тоа значи дека мажите и жените понекогаш развиваат различна форма на инфаркт? Различни делови на срцето страдаат? Различни делови. Нема, искрено не знам, не сум читала дека можеби жените се посклони на еден вид на инфаркт за разлика од мажите. Во принцип се три главни коронарни артерии, во ниво на сите три може да има запушување. Жените знаат почесто инфериорен инфаркт да направат, значи на долниот зид на срцето, кој што често може да се манифестира како стомачен проблем. Да, може и со повраќање, гадење, па често жените да бидат упатени на гастроентеролог, на гастроскопија, а таа всушност има инфаркт на долниот зид. Така да треба да се земе во обзир, треба да се земат во обзир симптомите, целата ризик стратификација и да ништо од почетокот не се занемарува за несериозно. А може ли кај жените да се јави почесто таа форма на инфаркт кога аортата нема наслаги, се е во ред, на коронарографијата наодите се уредни, а сепак таа добила инфаркт, односно пациентот? Така, мислиш на минока. Миокарден инфаркт без обструкција на коронарните садови, многу актуелна, популарна тема и диагноза во светот. Доскоро се мислеше, нели, симптоми на инфаркт, ЕКГ промени, одиме кон коронарографија, нели, полуинвазивна процедура во која што ги снимаме крвните садови и го бараме запушувањето, штом го најдеме, се стентира, се отвара крвниот сад и така натаму. Меѓутоа, ако добиеме наод на уредни крвни садови, се исклучуваше можноста дека станува збор за миокарден инфаркт. Последните истражувања велат дека да, може на инфаркт и без обструкција на крвните садови, и тоа е многу почест кај жените, и тоа почест кај жените од помладата возраст. Зашто е тоа така? Повторно, веројатно има врска со естрогенот, не е комплетно исследено, со таа ендотелна дисфункција, меѓутоа заслужува внимание, бидејќи исто така носи своји ризици и за нагла срцева смрт и развој на срцева слабост понатаму. Доктор, ќе да ги поканиме гледачите во денешната Тилма амбуланта пред крајот на самата емисија. Имаме уште 14 минути до крајот на денешното издание, но сепак тоа е доволен простор за кратки и јасни прашања. Почитувани од овој момент емисијата ќе биде контактна. А што е со оној синдром на скршено срце? Навистина ли може да се добие некаков инфаркт од скршено срце и дали тој почест кај жените? Токму така, такоцубо кардиомиопатија или синдром на скршено срце. Такоцубо го добило името заради формата која добива срцето, кое што е условно кажано скршено. Доскоро не беше јасен механизмот како ова се случува. Всушност, симптоматологијата и клиничката презентација е иста како миокарден инфаркт. Добиваат пациентите градна болка, можеби со нагон за повраќање, со препотување, болка во рацете. Јас сум имала неколку пациентки. И тоа е после по голем стрес, по некоја голема тага, Најчесто се јавува, да, поради стрес. Психички стрес, нели, за тоа скршено срце, оставена жена, смрт во семејството, на семејството и така натаму, меѓутоа исто така и физички стрес. Сум имала ја ситуација пациентка после ковид пневмонија, значи може и инфекција, вироза, болест да направи таква појава. Што се случува сега е докажано дека е поврзано со лачење на вишок на адреналин при стресот и фактички обструкција на малите крвни садови во срцето и оштетување на дел, најчесто на врвот на срцето, кој што може
зависно каква клиничка слика, често знае и фатално да заврши. Многу е важно на време да се препознае, бидејќи третманот е малку посебен и доколку успешно се истретира, најчесто. Ако се препознае и успешно се третира, комплетно закрепнува срцето, значи се враќа во нормала и промените се изгубуваат, со што овие жени, велам жени, не е исклучок, можат и мажите да го имат, меѓутоа почесто кај жените се секој пат предиспонирани кон ваков вид на феномен на скршено срце и треба да се третираат, контролираат соодветно. Имаме двајца гледачи, ќе им дадеме предност. Добар ден за првиот од нив. Добар ден, поздрав до студиото. Ви благодарам, повелете. Поздрав и до докторката, гостинката. Благодарам. Вака, ја околу шекерот би сакал еден совет. Пијам сиофор 2 пати на ден од 1000, после доручек и после ручек. Меѓутоа, просекот ми е 6,4, 3 месечен. Меѓутоа, она са бајле на главно е меѓу 7 и 8. Совет еден, дали да се јаде навечер или да не се јаде, ја до пред неколку години не јадев, па докторката ми искара, сум требал нешто малку да ставам во уста за толку да не ми биде шекер. Еден совет од ваша страна. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програм. Имате предвид само дека денешната гостинка не е ендокринолог, туку е кардиолог, но секако го фаќате и овој сегмент. Да, во однос на терапијата со метформин веќе има постигнато максимални дози, а бројките кои што ги кажа пациентот 6,4 пресечен шекер е релативно добро. Сепак ќе кажам преку телевизија, не го знам профилот на господинот. Повторно, ако е високоризичен пациент со инфаркти, со стентови и така натаму, можеби нешто ќе треба промена, евентуално додаток околу терапијата. Така да, според ова што го кажа, можеби малку некои рестрикции околу исхраната, физичката активност да не ја заборавиме овдека, третман исто за регулација на диабетот. Така да, можеби мој совет би било да малку начинот на живот го промените, доколку и тоа максимално постигнато, советувам со вашиот лекар, зависно профилот ваши, додатните ризик фактори, да се консултирате за да се види дали нешто можеби додатно треба да се внесе во терапија. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторката и до емисијата. Ви благодарам. Јас сум пациент кој пред 20 години имам добиено инфаркт колен. Имам 2 стенда. Пред 6 години ми правија повторно коронографија. Сега во април ми правија пак коронографија и имам 2 стенда. Едниот стенд беше 100%, а другиот 89%. И сега имам во левата, тука левата, дојка швекат, имам некои болки, а бев на кардиолог. Така, бевте на кардиолог. И ми рече, не, ништо, а јас секој ден како нешто како се запотувам. И сакам... Така не се чувствувате добро и сакате совет што би можело да се направи. Ви благодарам за вклучувањето во програма, што би му советувале на гледачот, бидејќи на кардиолог добил совет дека не е ништо страшно покрај сите симптоми што ги чувствува. Добро, а сега и веќе искористам прилика и една друга тема да начнеме, која што можеби ќе биде па тема на некоја друга средба, а тоа е во однос на проценката, испитувањата кај пациентите кои што се сомневаме дека имаат коронарна артериска болест. Кај нас, Македонија, се уште сме земја, одлични сме во однос на интервентната кардиологија и така натаму. Меѓутоа, се уште сме малку застанати помеѓу коронарен стрес тест, како е едно ниво на испитување да видиме дали има запушување на крвните садови, и следниот екстрем, коронарографија, која што веќе е полуинвазивна процедура и така натаму. На запад се малку отидени во еден друг правец, кога измеѓу овие две, да кажам, диагностички методи, постои широк спектар на дополнителни испитувања, кои што се неинвазивни, како коронарографијата, кои што се многу поекономични во споредба со коронарографијата, кои што по гајдлайнси, по тие препораки се најчесто прв избор, прва линија на избор за да истестираме, да видиме дали, еве конкретно со господинот, тегобата која што ја има е
поради запушување на крвните садови или можеби е нешто друго. Меѓутоа, за жал, кај нас многу ретко ги користиме затоа што не се недостапни. Еве конкретно јас работам магнетна резонанца на срце и во Жан Митрев клиник од скоро ја имаме опцијата на стрес перфузија со магнетна резонанца. Аденозин користиме, кој што на запад многу често се користи и многу често првин се оди на таков вид на испитување, па после тоа ако добиеме ние наод позитивен на стрес перфузијата, која што, или за разлика од коронарографијата, е многу побезбеден и поекономичен, тогаш го патуваме пациентот на коронарографија. Така да, конкретно за пациентот, има опции, по мене, може да се направи и стрес ехокардиографија, на клиника за кардиологија работат стрес ехокардиографија, така да може би некој друг вид на испитување да се погледне, да се види. Коронарографијата најчесто и не е единствена метода која што ќе каже, така да советувам да може би размисли второ мислење да се малку подетално испита неговата ситуација. Уште двајца гледачи очекуваат да постават прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање кратко, поздрав до емисијата. Благодарам. У вези крвниот притисак. И баш ме интересира приликом мерење на крвниот притисак. Првиот е 70 до 80. Нискиот мислам. А високиот стално седи 150, 160. Што е разликата или е некој болење посебно? Зашто другиот е толку висок? Така, едниот е висок, а другиот е нормален, ако не се лажам, или низок, докторке? Добро. Па нормален е. Да, другиот е нормален. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Зошто е вака? Што би требало да се преземе? Сега има случаеви кога имаме изолирана систолна хипертензија, зависно профилот на пациентот. Треба да се разгледа ситуацијата каква и сепак треба да се третира. Значи 150 горниот притисок повторно е повисок од што е очекувано, така да треба да се направи адаптација на терапијата според мене. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали сум? Ало? Да, ве слушаме во програма. Добар ден. Повелете. Ви благодарам за поздравот. Вака имам прашање до докторката. Ме слушате добро? Да, ве слушаме одлично. Одлично ве слушаме. Вака, јас имам во 80-та година сум влезена. Така. И имам породена мана срцева, пролапс валвуле митралис. И мене ми имаат кажано уште порано некои колеги на докторката дека тоа сега не се сметало за болест. Сега што се однесува до притисокот. Еве, например, пред малку 3 пати го мерам со стен до овој апарат. Прво ми покажува 102, 6, 9, 68. Па после 118, 63, 67, па третиот пат 116, 64, 65. Така, 3 различни вредности добивате. Сега која е точна, предпоставувам и тоа ве интересира. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам на прашањето. Да, пролапс на митралната валвула го спомна пациентката, точно една диагноза која што порано многу често се даваше кај па не се ни пациенти, сега зависно колку е изразено и им се забрануваше да се спортува и така натаму. Да, јас имам многу кои што нели се имаат некој минимален пролапс кој што апсолутно не е контраиндикација за физичка активност. Да ни се овдека измешаме, постои изразен пролапс на валвулата со митрална регургитација која што може нели понатаму да баре и некаков вид на хируршки третман. Што ме 80 години госпојата имала пролапс, добро се чувствува, предпоставувам дека е нешто не сериозно. Во однос на крвниот притисок често имаме вакви, да кажам, дилеми кај пациентите, како кој притисок се работи апаратот не. Значи мораме да бидеме свесни дека две измерени вредности една по друга никој пат не се исти. Значи никој пат не се исти, сега да не се разликуваат повеќе од 20 мм живен столб. По правило, еве една препорака, како го мериме крвниот притисок? Го мериме половина час да бидеме претходно мирни, значи да не трчаме по скали, да се седнеме, барем половина час да сме во една смирена состојба. Го мериме крвниот притисок, се препорачуваат манжетните на надлактица да се стават. На лева или на десна рака? Лева или десна се мери по правило на двете раца на почеток и обично таа каде што некој пат се случува едната повеќе покажува, на таа рака да се продолжи мерењето на крвниот притисок. 2 пати се мери,
едно по друго и се зема просек на таа вредност. Таа е таа вредност која што треба да ја земеме за релевантна. Зависно од личноста се случува, ќе се уплаши на почеток од вредноста, па следното мерење повисока ќе биде. Такви ситуации кога имаме и дилеми, обично ставаме холтер, 24 часовен АБП холтер мониторинг, кога ја ставаме манжетната и пациентот му се мери крвниот притисок секој час и тука најрелевантни вредности на крвниот притисок добиваме. Господјата, вредностите што ги кажа и не е толку колку што слушнав, премногу се разликуваат едни од други. Блиски така да, советувам да си направи едно збирче и да ги подели со 3 и ќе го добија вредноста на крвниот притисок. Споменавте дека превентивните прегледи кај жените би биле многу важни, може би клучни, за да се предвиди кардиоваскуларниот ризик. И сега има некои препораки за еден скрининг преку крв која што се зема од прст, и се испитува некој фактор кој што укажува на кардиоваскуларниот ризик. За што се работи точно? И дали навистина толку лесно може за тропонинот? Така, да, излезе и навистина сега дали скоро преку кој фактор толку лесно може да се утврди дали некој ќе има проблем со кардиоваскуларното здравје или не? Не би го тоа така заклучила дека сега преку анализа на крв готово добивме идеја, ја прогнозираме иднината на пациентот. Да, излегоа студии кои што велат дека мерењето на тој тропонин во микровредности, ниски вредности може да предвиди ризик. Има некоја основа тука, меѓутоа не би го земала тоа како единствено нешто што секојдневно би го правеле. Треба да почекаме резултати и од други анализи за да видиме дали има смисла такво нешто да се направи. И секој пат ќе кажам, барем доказите до сега на тоа не навеле, да мораме како целина да гледаме се. Значи, сите ризик фактори, целокупниот начин на живот кај пациентот, начинот на кој што се однесува, постојат калкулатори, ризик калкулатори кои што се користат за да можеме да го искалкулираме ризикот и секој пат да бидеме свесни за превенција, тоест медицината, кардиологијата е отидена многу напред. Јас сум фасцинирана и многу горда дека сум кардиолог. Меѓутоа, искрено, во последните години се повеќе се потенцира превенцијата. Значи, многу е важна превенцијата. На почеток, еве, гледајте, значи, според некои истражувања, дури 80% од кардиоваскуларните болести може да се спречат само со физичка активност, диета и избегнување на пушење. Дури до 80%. Огромен процент. Значи, превенцијата е многу важна. Така да повторно апел за... подобро да се спречи, отколку да се лечи, така. Не за џабе во минатото имале една таква поговорка, која што произлегува од искуството. И сосема на крај, еве, да заокружиме дека жените кога мислат на ризиците на своето здравје, обично сето тоа го поврзуваат со карцином на дојка. Но кардиоваскуларното здравје, ризикот од болестите се всушност многу посериозен проблем во периодот на менопауза. Затоа да внимаваат со превенција, но и редовни кардиолошки прегледи или само прегледи кај матичен лекар би биле доволни? Значи, зависно, матичниот лекар е сосема способен да го процени ризикот кај жената, па доколку има потреба ќе ја упати понатаму на дополнителни испитувања. А токму така, многу е важно подигање на свеста и едукација за превенција на болестите кои што можеме да ги превенираме. Нели, карциномот на дојка исто така и кардиоваскуларните болести. Меѓутоа, само за компарација, ова затоа што мислам дека недоволно обрнуваме внимание на кардиоваскуларната болест кај жената, само за компарација. 1 од 3 жени умираат од кардиоваскуларна болест. 1 од 31 жена умира од рак на дојка. Колкав е овој процент. Така да, скрининзи за карциноми обавезно, меѓутоа треба да се мисли за кардиоваскуларното здравје. Чишто ризик очигледно е потценет. Така е. Почитувани, ова беше, ви благодарам доктор Ке за гостувањето во денешната тема амбуланта. Ким се заблагодарам сега и на гледачите што не следеа со внимание. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути. Пријатно.